Излеговте со една проекција за последиците по буџетот и таа прозвуче на вистина многу катастрофично, прилично страшно. Дали тоа беше најлошото можно сценарио? Да. Тоа беше најлошото можно Според сценарио. мене најлошото можно сценарио на основа на влезните информации кои што ги имаме. Има и реалистичко сценарио, има и оптимистичко сценарио. Но секогаш треба да се подготвите на најлошото сценарио. Според тоа сценарио, вие рековте дека некаде меѓу 30 и 40% ќе биде реализацијата на проектираните приходи на буџетот. Така или И продолжувам, 60% значи ќе има недостаток на наплата. Така. Буџетот е лист хартија. И тој можете да го правите како сакате. Треба да знаат граѓаните дека 1 јануари не раздени нас и ние имавме 4 милиарди и сега текот на годината ги делиме тива. Не. Буџетот е приходен дел и расходен дел. Мора континуирано да се полни, за расходите континуирано да се реализираат. И сега кога гледате дека 60% од расходите постои веројатност да не се реализираат, веднаш го дигате алармот и гледате што може да скратите. Односно како да ги Да, надополните. моето прашање, ако е тоа најлошото сценарио, зошто веднаш би отишле со таква мерка на кратење на платите во јавниот сектор и нивно сведување на 14.500? Зошто не одите постепено во првиот месец? Една мерка на кратење, во вториот можеби построго, ако гледате дека навистина се движиме како држава кон ова најлошо сценарио. Прво зошто? Заради солидарност. Не може да очекувате тие што го полнат буџетот доминантно. Тоа се работниците и фирмите. Дека они можат да го терат и април и мај со 14.500 на минимум, на свој плеки со трошоците, соопштувате и чекате сите нешто да направат, а вие нешто направите. Не. Почнувате вие што ќе направите и ги повикувате сите да го направат истото. Тоа е пакетот на солидарност. Останувате ли на тој слайд? Само да се доискажам. Во едни такви околности, прво зошто го соопштуваме тоа? Заради тоа што и тоа не е доволно. Значи, ако недостатокот е некаде околу 2 милиарди, 2 милиарди и 200, тоа се 60%. 2 милиарди и 200, ние бараме 600 милиони во моментот, усно очекуваме, така ни е потврдено дека ќе добиеме пари. Значи, до 2 милиарди и 200 имате уште милиарда и 600. Еден дел, верувам дека ќе зголемиме во делот на кредитирањето. Ние немаме проблем, јас дадов инструкции политички, а секако владата и институции носат своји одлуки, да земат милиарда, милиарди и пол, 2, колку можат. Се зависи нели под кои услови е тоа, многу нормално. Но Под кој инструмент? Под каков инструмент? големите пари ги земаа прво големите држави. И веќе не е така понудата голема на пари, ефтини. Значи, Зошто не побрзавме како држава, сега да не велам вие? почетокот на март почнав